Добре, криптоентузијасти, нема да ви се верува какво видео ви спремам денес, значи видеото попладне е бомбастично. Информациите кои што успеав да ги обработам ми требаше доста време, посебно со оглед на фактот дека морав да ги најдам сите компании кои што се на оваа листа, кои што инвестирале во најголема вредност во Bitcoin Spot ETF, па потоа да ги најдам сите market cap, односно колку големо портфолио имаат и колку голем процент од ова портфолио е во биткоин, така да ми требаше доста време, но сето тоа е многу добро обработено, каде што јасно ќе може да покажеме колку најголемите компании во светот инвестирале и во која вредност, вклучувајќи ги Morgan Stanley и државата Висконсин, која што е една од 52-те држави во Мурика, значи ќе биде доста интересно. Така да во целата оваа приказна би сакал прво да разговарам во текот на ова утрешно неделно, да речем, убаво време за лобито во Америка. Постојано го ставам ова како предлог за да го обработиме како специјално неделно видео, но никако да го изберете. Па затоа ја одлучив малку на кратко да го споделам ова со вас на неколку минути. Што би рекол јас, кратко видео од 15 минути, а што би рекле вие, тоа е најдолгото видео некои канали кои што го имаат во своето постоење, како и да е. Зошто е толку битно? Значи, многу од вас се уште не разбираат како наеднаш се промени ова. Од пред само 3 дена воопште немаше ниту шанси да добиеме Ethereum Spot ETF, за пред 2 дена да добиеме 75%, па да го добиеме Ethereum Spot ETF и така натаму. Значи, ова не се случува туку така, се разбираме. Не е ова сега, не знам, Гери Гангстер, Гаргамел се разбули еден ден и кажа, знаете што, ќе одобраме Ethereum Spot ETF. Значи, во Америка се случува преку лоби групи. Зошто е толку битно и зошто се обидам да ви го објаснам? Моментално најголемите менувачници, како што е Coinbase, како што е Gemini, во оваа ситуација оние големи менувачници кои што навистина имаат голема, да речам, прво, улога во американската држава во однос на крипто, второ, истите имаат голем број на корисници на своите платформи во Мурика, а да не забораваме имаат и 1 тон капитал кој што е инвестиран од американци на нивните платформи. Зошто е ова толку битно? Истите сега, после години работа, например Gemini е присутен во Америка повеќе од 10 години. Истите има доволно капитал за сега да можат они да направат крипто лоби група, која што има посебен пак, тоа е уствари посебен тип на организација која што исклучиво е наменета за плаќање на политичари. Вас можеби тоа би изгледа малку невозможно, малку као да е тоа некоја нели утопија, но да, се случува. Значи, верувале или не, во Америка секоја индустрија си има своја лоби. Со тоа што буквално ги држи политичарите во джеп. Се разбираме? Значи, главните плати на политичарите во Америка не доаѓаат од Конгресот, не доаѓаат од Сенатот, доаѓаат од лоби групите. Како тоа функционира? Секогаш кога сакате некоја легислатива да помине, некој закон, некоја промена, некоја надградба на легислатива, тоа мора да го направите преку одредена група на конгресмени кои што најчесто се инфлуенсирани од овие пак групации. Не само тоа, туку и најчесто за време на избори. Без разлика дали се претседателски, конгрес, нели таму сенат и така натаму, многу од нив добиваат пари директно од овие групи со цел да пропагираат одредена да речем, нели, кауза за овие патрони, така. Значи, идејата која е? Вие сакате да бидете, не знам, гувернер на некоја американска држава, значи, вие добивате пари од овие пак групации, кои што, нели, си имаат своја цел, своја кауза, без разлика дали е пак за фармација, пак за банки, се разбираме. И вие практично, доколку ги земете овие пари, се задолжувате едноставно прво и во кампањата да го имате тоа како дел, дека ќе го направите, и потоа да го реализирате, затоа што во спротивно, верувајте ми, не сакате да ги изневерите овие ваши инвеститори, се разбираме. Имаше една многу интересна изјава од Робин Вилијамс, можеби се сеќавате, можеби не, еден од најголемите комичари на сите времења, вели: политичарите, вика, кога излегуваат во Конгрес и во Сенат, вика, треба, вика, на своето сако да имаат, вика, беџови или логоа, вика, од сите, вика, спонзори кои што ги плаќаат, вика, за да знаеме, вика, барем во чии джеп се и да знаеме, вика, кој стои позади нив. Така да имајте го тоа опреви. Баш така функционира во Мурика. Добро, арно, ама значи се е тоа супер додека ви одговара лобито, се разбираме. Ако не ви одговара, како во случајот со Уорен, сенаторката, вели како може сега за крипто, што е воа лобирање, значи да се разбереме.
Во нивното демократско право, секој има право да земе пари, се разбираме, со цел да поддржува нечија идеја. Па така и во оваа ситуација. Не се случи преку ноќ ситуацијата да добиеме комплетно 180 степени променето мислење во Конгрес, во Сенат и кај Гери Гангстер во организацијата. Значи тоа не се случува туку така. Немој да мислите дека ова е некоја среќна коинциденција. Среќни коинциденции во економијата и финансиите не постојат. Сето ова е некој позадински процес кој што најчесто предизвикува овие промени да се случат абраптно, се разбираме, од нигде. Сега вака. Интересна работа која што треба да забележиме дека ова не е само за Ethereum Spot ETF. Многу луѓето мислат дека Ethereum Spot ETF само тоа е тоа. Не. Законот FIT21 со кој што сега моментално јасно се разделува кои криптопроекти ќе попаѓаат под Gargamel, односно SEC, а кои ќе попаѓаат под CFTC, која што е уствари нели комисијата за ресурси. Верувајте ми, ова е многу добро за нас затоа што ќе направа сите проекти кои што се моментално во криптосферата крајна децентрализација. Сите одлуки да бидат донесувани преку DAO, затоа што ако се донесувани преку тимовите, односно девелоперите кои што постојат од самиот проект, веднаш попаѓаат под SEC. Идејата која е во оваа ситуација, да не бегаме од самата тема? Дека моментално овој закон не беше донесен туку така. Значи, преку ноќ повеќе од 20 конгресмени од демократската страна го променија своето мислење. Мислите дека тоа го направиле од доброто за своите граѓани? Мислите дека они го промениле мислењето за да им угодат на своите гласачи? Ниту било, ниту ќе биде. Да се разбереме. Сето ова е масло на овој пак кој што постои со најголемите компании позади него. Прво, Coinbase, Circle, Gemini и така натаму, ама да не забораваме кој стои позади Coinbase и Circle. Зошто јас ви реков дека голема е веројатноста дека Larry Fink, Mr. BlackRock himself, ќе се јави и ќе промени многу мислење пред ова да се случи. Многу од луѓето кога јас зборував дека Ethereum Spot ETF сигурно ќе биде, зошто го велев тоа и ви кажав точно зошто го велам тоа. Larry Fink не поднесува апликација за ETF ако не планира да ја добие. 576 наспроти 1. Сега 577 наспроти 1. Тоа се колку ETF апликации успеал да поднесе и да добие и колку му биле одбиени. Едно. Така. И сега да не забораваме од целата оваа приказна, значи он веќе е инвестиран во Ethereum. Значи затоа и ви реков, едно е да имате апликација и чекате да видите дали ќе добие за потенцијал да инвестирате во неа. Друго е да го отворите Buidl фондот, каде што вика има повеќе од 470 милиони долари во Ethereum. И сега некој да ми каже кога он веќе инвестирал, дали вие мислите дека он би си дозволил оваа инвестиција да пропадне и Ethereum да биде прогласен за хартија од вредност, како што викаше Чичко Сейлор. Не се секирате, Сейлор за 24 часа го промени своето мислење, сега е позитивно настроен кон Ethereum Spot ETF. Тоа е тој одличен капитализам, како да ви кажам. Значи, капитализам е дефиниција за каде дува ветерот. Значи, овие луѓе се како да ви објаснам. Значи, во капитализмот се е можно, се разбираме. Да го трнеме сето тоа настрана, уште еднаш ќе напоменам. И FIT21 и негирањето на законот со кој што моментално SEC така речено им забрани на банките да инвестираат во крипто, односно ги задолжи доколку било кој инвестира од крипто компаниите во нив да не смеат да ги допираат тие пари. Односно бараат 100% резерва на се што е инвестирано од овие ентитети. Односно, доколку да речем Coinbase сака да има своја сметка, да стави пари или што и да е на банка, да речем која и да е Morgan Stanley, тоа значи дека Morgan Stanley не смее да ги чепне овие пари. Која е поентата Morgan Stanley да ги чува овие пари ако не смее да ги користи? Значи која е поентата, така? И со ова практично они направија Choke Point 2.0, нешто што сме разговарале веќе месеци наназад, со кој што се обидуваат да ја пресечат целосно криптоиндустријата, да не може да има банкарски on и off ramps, што е една од најлошите работи која што може да се случи на индустрија. Како планирате да функционирате во денешно општество каде што вас on и off ramps ви се клучни за да можете клиентите да влезат и излезат од криптосекторот, се уште. Додека се уште користиме фиат, така. Значи тој закон успеа да го промени, не само да го промена, туку целосно да го одбие, така. Значи тој дел од тоа не е закон, тоа е практично правилник кој што го поставува SEC, затоа што SEC не може да донесува закони, беше overruled, значи едноставно
Конгресот со енорно двотретинско мнозинство на гласови го укина тој закон. Сега, дали ќе помине, дури и Сенатот го помине, дали ќе успее Џо Бајден, гериатрија, геноцид Џо, да му стави вето или да што и да прави, тоа не го менува фактот дека лобито работи во позадина. И затоа јас кога го ставам ова гледам имам многу мал интерес, но е битно да знаете како ова функционира, се разбираме? Затоа што со следење на овие групации, кога ќе знаеме кои се овие групации кои што стојат позади лобито, тоа е она што јас постојано го зборам во економијата. Треба да бидете 2-3 чекори пред останатите. Односно, кога ќе утврдиме кои се тие ентитети, како Coinbase, како Circle, како Gemini, кои што стојат позади ова лоби, и кога истите ќе истапат со одредена, да речам, барање или пак очекувања или така нешто, верувајте, со сигурност истите ќе бидат, така речено, пренесени преку овој пак на оние кои што се за нив, така речено, купени конгресмени. Се разбираме? Значи, е уште еден прост пример. Наеднаш Coinbase, веднаш после донесувањето на FIT21, поради промената на конструкцијата во која што SEC веќе нема да има ниту блиску до целосна контрола, дали ќе има 1/3 контрола на проектите кои што не се промениле доволно, автоматски сега Coinbase бара уште еднаш да се преиспита неговиот случај и голема веројатност е дека истиот ќе го добие овој случај, дека ќе биде, така речено, одбиен од судиите, така. Знаете дека моментално секи понатаму го гони Coinbase и така натаму, но ми разбирате поентата. Значи, овие пак организации се толку клучни и тоа на глобално ниво како во оваа ситуација. Иако знаеме дека станува збор за една држава, значи Мурика е една држава, без разлика на што и да се случува, без разлика колку капитал има, е една држава. Тоа се 500 милиони жители и крај. Имаме уште 7,5 милиарди жители кои што функционираат надвор од ова законодавство. Но за жал, уште еднаш ќе напоменам, тоа е оној момент кој што мораме да го забележиме. Економијата не ја интересира што се случува во Шри-Ланка, па што се случува во, не знам, Јужна Африка. Идејата е, се водиме од главниот финансиски хаб, кој што за жал се уште ги поставува правилата на игра. Во оваа ситуација знаеме дека тоа се уште е Мурика, барем уште некое време, така да ние немаме избор освен да ја следиме. Нашите пристрасности на страна, на чија страна сме ние на страна, и понатаму мораме да се водиме од тоа како е сетирано темпото од најголемиот финансиски играч. Значи, тоа е реалноста, така функционираат финансиите и нив, пак ќе кажам, не ги интересираат ниту блокови, ниту знамења, нив ги интересира каде е најголемиот дел од финансиската моќ и како истата се однесува, затоа што најчесто така функционира светот. Без разлика која империја била на власт, дали била римската, дали била англиската, дали била француската, онаа голема империја која што се уште има превласт и најчесто резервна валута, ги сетира правилата за сите останати земји во светот и најчесто поголемиот дел од земјите во светот ги следат овие правила. Па така во оваа ситуација, затоа и толку многу се фокусираме на што се случува во Конгресот. Дали донеле закон, дали го промениле, дали истиот ќе биде позитивен или негативен за крипто. Затоа што сакале ние или не, поголемиот дел, посебно овие демократски земји кои што се навистина финансиски стабилни и моќни, ќе го следа примерот на Мурика. Или некогаш обратно, како во оваа ситуација. Мурика виде дека Мика беше донесен и затоа истите моментално мораат да го стасаат ова темпо. Дополнително да не заборавиме дека овдека имате и уште еден закон за стейблкоини, кој што исто така наскоро треба да дојде на сила, но сето тоа е позитивно за нас. До вчера бевме нарекувани као бојци, деца у подруми што се играат со компјутерчиња, така. Сега најнаш сме веќе сериозна сила. Дојдеме во ситуација во која што Трамп крајно ја користи оваа група на луѓе кои што инвестираат во крипто за да добие гласови во овој циклус. Значи тоа е уште една работа за која што сме разговарале. Овдека исто така има дел од лобито. Да бидеме јасни, на Трамп му е јасно дека оваа голема група не е само индивидуи. Овдека имате бизниси, компании, менувачници, менеджмент фондови кои што се дебело инвестирани во крипто секторот. Да не заборавиме на мајнинг секторот кој што е енормно голем. Сето тоа заедно е голема не само гласачка маса, туку и капитална маса која што ќе стои позади него ако истиот ги промовира криптовредностите. И затоа наеднаш Трамп ја промени својата реторика.
Тоа не беше случајот пред само еден циклус, така? Значи, затоа ви велам, лобито има голема улога. И она што го разговаравме уште пред една година, уште пред луѓето да зборуваат за претседателски избори. Рековме дека нема шанси да има следен претседател на Мурика кој што нема да биде прокрипто ориентиран. Моментално Трамп го гази геноцид Џо буквално на тој начин. Со оваа крипто маса на луѓе, затоа што, верувале или не, според последната статистика, во Мурика има повеќе луѓе кои што инвестирале во крипто, отколку луѓе кои што имаат кучиња. Значи, чисто некоја глупава статистика, да ви каже дека навистина станува збор за огромна маса на луѓе, кои што веќе нема да седи мирно. Доколку не ги решите нивните проблеми, нема да гласа за вас, многу едноставно. Така да фокусирате се на овој дел, затоа што ова лоби моментално ќе направи да го добиеме потенцијално најголемиот бул маркет на сите времиња. Ова лоби направи да добиеме Ethereum Spot ETF, ова исто лоби верувам дека ќе направи да добиеме и други altcoin ETFs. Ова лоби предизвика да направиме закон со кој што целосно ќе бидат регулирани коините во Мурика и ќе бидат не под капата на SEC, туку под капата на CFTC. Ова лоби направи Трамп да биде целосно заинтересиран за крипто и ред други работи. Така, значи истите го трнаа и Chokepoint 2.0, се обидуваат да го спротнат и Stablecoin актот, сето тоа е ова лоби. Така да верувајте ми, е многу битно. Уште еднаш, уживајте во видеото поручек, значи е направено со посебно задоволство, материјалот е спремен, моментално само треба да снимам видеото и нормално продолжуваме со работа, негде од утрешниот ден, потенцијално утре ќе направиме видео за Холоход, затоа што веќе е доста одложувано. Се обидувам, значи премногу материјали, луѓе, се обидувам дека се надевам дека ме разбирате, но едноставно не можам да стигнам колку материјали има за работа, а не заборавајте дека сум во среде сезона овдека, се обидувам да ги поминам овие тестови за резидентност и еден куп други работи за кои што нема потреба да ме малтретирам. Но се надевам дека ме разбирате зошто некогаш доцнам со материјал и зошто морам да го одложам. Во секој случај се што е ветено ќе биде обработено, исто како и третото видео од портфолиото за коините и нивниот апдейт, се ќе биде обработено, само дајте ми малку време. И наскоро за следната недела ќе ви дадам повторно избор за специјално видео. Веќе Емануел, еден од нашите долгогодишни следачи, 2 годишни следачи, значи ни побара да направиме геополитика, али во секој случај ќе ви дадам избор, вие ќе одлучите што ќе одлучите, тоа ќе направиме како видео. Нешто ми кажува пак дека ќе сакате за геополитика да зборувам, но како и да е. Останува да видиме. Ви благодарам и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.